Она што сега ќе следи, ќе ја вклучиме нашата колишка Ивана Крсевска-Јаневска, ќе разговара со Душко Христов, кој е председател на Банка за храна. Убаво слушнавте, Банка за храна. Меѓутоа, зашто се работи тука? Зашто ќе имате можност да слушнете повеќе во низ овој разговор? Тука е колешката. Добро утро ќе ја посакам и веднаш ќе дознаеме зашто се работи Банка за храна во Македонија. Ивана, добро утро и за тебе се разбира и за нашиот гостин во утринската програма и повелете со разговорот. Добро утро, Слободанка, и до вас и до сите наши гледачи. Покрај тоа што голем дел од семејствата нели во земјава се жалат на лошата материјална состојба, сепак исто така и голем дел од семејствата се случува и да фрлаат храна во текот на денот, но храната нели можеме пропорционално да ја користиме. Токму Банката за храна на Македонија веќе 13 години им помага на семејствата кои што не можат да се возможат храна, односно сиромашните семејства, им помага да дојдат до храна, онаш без кое што нели не се може да се живее. Токму за активностите на Банката на храна за Македонија, односно како можете да дојдете еве до нив или пак и сите оние кои што имаат можност да донираат во банката, ова утро ќе дознаеме од Душко Христов. Ќе ви посакам добро и убаво утро и за почеток ќе да ни кажете кои се активностите на Банката за храна на Македонија. Добро утро, благодарам за интересот и на вашата телевизија да е преку неколку збора ја пренесеме сликата и потребата од оно што велиме потреба од храна, но од друга страна па имаме и расипништво во храна. Ние како организација веќе 13 години, го кажавте, сме и членка на Европската федерација на банки за храна, каде што сме 351 банка во 30 земји. Битните индикатори и бројки кои што никако главна активност е при собирање на храна од донации, претежно од оператори со храна, поединци, институции и организации. Истата ја носиме во нашето складиште овде, ја евидентираме и спрема потребите на поединците, односно фамилиите или на организациите со кои се работуваме. Мора да ги спомнам дека сме ние 18 на организации во Македонија, во 15 градови и секој вишок на храна кој што ќе се појави или донација, ние сме спремни како организација да на катадневна основа да ја на некој начин превземеме и ја споделиме храната на оние на кои што им е потребна. Така, како се одлучува еве на кои семејства? На многу семејства во Македонија, особено во ова време во криза и после ковид пандемијата, им е потребна дефинитивно храна. Зголемен е бројот на сиромашни семејства, сите оние кои што пред короната биле на работна сиромаштија, веќе голем дел од нив се влезени во онаа категорија на сиромашни семејства, па како одлучувате еве на кого ќе бидат доделени пакетите со храна? Вака, значи, сиромаштија глад имало, има и ќе има. Ние сме тука како организација да го на некој начин омекнеме тој дел, односно да ја помогнем барем многу колку што можеме на оние семејства кои што им треба. Ние не сме комисија да одлучуваме кому да дадеме храна. Претежно се работуваме со центри за социјална работа, бидејќи они имаат своји листи на корисници. Тоа се семејства во социјален ризик. И во општини каде што претежно работиме, те општина Центар и општина Кавадарци, но не дека не работиме и со другите општини, меѓутоа со тие две општини имаме постигнато договори, да преку нивните служби за Центар за социјална работа ни доставуваат листи, да речем во општина Центар, на месечна основа ние доделуваме 150 пакети, плюс доколку имаме дополнителна храна, донации, ја споделуваме со 7 згрижувачки семејства. Во општина Кавадарци имаме од 100 до 110 семејства, но да напоменам дека не се само тие семејства од листите, бидејќи нашите волонтери, ние самите кога доаѓаме на терен, ја согледуваме ситуацијата на одредени семејства, кои што пак не се на листите, доколку имаме храна во истиот момент им ја доделуваме, но со краток извештај или обраќање се обраќаме до Центарот за социјална работа, со напомена дека тоа семејство навистина сиромашно или има потреба од помош, можеби не во храна, можеби друга помош, но ете на тој начин не одлучуваме на своја рака да изигруваме комисија која што е неблагодарна во ово време. А рековте дека да, бројот пред пандемијата, ако месечно сме имале помеѓу 50 до 70 јавувања, денеска верувате имаме преку 300 месечно, но
нажалост морам да ги разрушам граѓаните, како што се големо бројот на баратели на помош, така се намалува бројот на компании кои што донираат. Имавме 20 на компании, сега и 5-6 компании, 7, кои што на месечна основа ни доставуваат одредена количина на донации. Да, тоа сакав и следно да ве прашам, кој се може да донира, ве верувам дека може и некои индивидуалци, не мора да се нели сите големи компании и колку сакаат еве луѓето во Македонија да донираат на ваков начин за да можат да помогнат на некое семејство кое што нема работа, нели има потреба од храна и основни производи за живот. Мора да напомнам дека граѓаните на Македонија се навистина хумани. Ние како организации, поединци, пред се како организации, мора да им дадеме форма и да на кој начин може да донираат. Ние обично, кога објавуваме наши објави или самите граѓани кои што донираат, пред снимање видовте сами околу нас има храна која што е донирана од детските градинки во општина Центар, една приватна градинка Cool Kids, но и граѓани, индивидуи кои што чуле за акцијата и едноставно се нудат. Некогаш одиме сами ја собираме донацијата, некогаш самите тие носат во нашето складиште. После тоа, спрема потребите на и договор, да речеме, со општина Центар или со другите субјекти, истата таа храна ја пакуваме. Донацијата мора да бидат запакувана храна. Ние не помагаме семејства готвејќи храна, бидејќи тоа е надвор. Мора да го почитуваме законот за безбедност на храна. Мора да напоменам дека и во ЕК изработка на предлог закон, односно изработен предлог закона за донирање на вишок од храна, кој што од 2019 година претрпе 2-3 измени. Се надам дека во текот на овој период сега владата на Македонија ќе го достави до Соприната, кај што би имале јавна расправа. Со тој закон ќе се реши барем малку проблемот на оние кои што им е потребна помош пред се во храна. Да, Душко, ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека после овој наш разговор ќе се јават хумани луѓе кои што ќе имаат можност да донираат и ќе сакаат да донираат, но и оние на кои што верувам дека им е потребна помош. Да, секако. Тоа е несомнено дека после секој јавување или секој пренос на вас во медиумите имаме мала позитивна главоболка, но имаме и донации, секако имаме и поголем број на побарувања. Да, слушнавме нели со што поточно работи банката за храна Македонија, каде што сите луѓе кои што се во можност можат да донираат и да остават храна, но секако нели и основни производи кои што се за живот, кои што ни се потребни во секојдневието, но и секако помага нели за сите оние луѓе кои што не можат да си возможат во текот на месецот да си ги купат сите основни продукти за живот или пак едноставно нели живеат во сиромаштија. Ве поздравуваме, Слободанка, токму од тука, од Банката за храна Македонија. Благодарам, Ивана, и поздрав се разбира до вас и за сите овие информации кои што ги пренесовте, на вистина се од корист.